Добро утро, Сашо. Денес ќе зборуваме за туризам и тоа за алтернативниот туризам. За последиците кои што туризмот ќе ги притрпи како резултат на пандемијата од корона кризата, а на оваа тема денес ќе разговараме со претседателот на Балканската асоциација за алтернативен туризам Владо Србиновски. Добро утро. Добро утро. За почеток би сакала да го отвориме разговорот со тоа какви се последици ќе притрпи македонскиот туризам, меѓутоа и на глобално ниво туризмот како последица од COVID-19. Пандемијата го затече целото општество во оваа ситуација. Последиците се и здравствена криза, секако и економска криза. Како и дел од целото општество и Македонија е затечена со овие проблеми и со овие предизвици и пред нас предстојат сериозни активности како да се справиме со овие предизвици. На глобално ниво туризмот вработува над 250 милиони вработени, а бруто добивката на глобално ниво во целото општество е повеќе од 10%, значи значаен сегмент од економијата. Сите ќе бидеме соочени, сите земји ќе бидеме соочени со справување со последиците од оваа пандемија, од оваа криза, а начините на кои ќе се справуваат се поединечни, меѓутоа во основа треба да се справуваме со спречување на губењето на работните места и намалување на штетите и последиците на економијата на глобално ниво. Македонија не е одмината од оваа состојба, дури можеме да кажеме дека целосно го погоди туризмот и ugostителството оваа криза и можеме да кажеме дека оваа година е целосно загубена. Ако споменеме дека голем дел од граѓаните нема да се решат да отпатуваат никаде во странство, да ја напуштат границата на Македонија, ќе останат тука. Има ли капацитет во туристичките центри во Македонија, меѓутоа вклучително и оние кои што нудат алтернативен туризам, да ги примами сите кои што ќе сакаат да летуваат тука? Како што рековме, бидејќи не знаеме колку ќе трае оваа криза, предизвикот е уште поголем како ќе се справуваме во иднина. Одредени мерки што ќе се преземаат веќе од државата за намалување на штетите од пандемијата, тоа е губењето на работни места, помал трошок отколку да се создаваат нови компании во иднина и намалувањето на економските последици, справувањето со тие проблеми, можеме да го решиме оваа година со иницирање или насочување кон домашниот туризам, бидејќи границите се затворени, туристите не ќе можат да патуваат. Како и досега, можеме да им понудиме домашните капацитети за туристичко сместување. За жал, Македонија е воглавном ориентирана кон сезонски туризам и немаме доволно сместувачки капацитети колку што е потребно или колку што ги нудат културно-историските и природните потенцијали на земјата. Значи дека ова е еден од начините да ги насочиме домашните туристи кон домашната туристичка понуда, а нашето досегашно работење и иницијативи покажуваат дека нашата туристичка понуда и туристички производи не се соодветни на потенцијалот што го има земјата, што значи треба многу повеќе да работиме, да создадеме сместувачки капацитети, поконкретно создавање на семејни бизниси во рурални средини, каде што на тој начин ќе има само вработување или инклузија на локалното население и намалување на проблемите со сиромаштија во руралните средини. Потенцијалите, како што кажав, културно-историски и природни се огромни, бидејќи Македонија е воглавном планинска земја, над 70% е планинска земја, има многу природни атракции и богато културно-историско наследство кое што не е ставено во функција на туризмот. За да можеме понатаму да се справуваме со оваа криза која што не може да се одбегне, ќе мораме да работиме и покрај краткорочно справување со одредени мерки за намалување на штетите од пандемијата, ќе мораме и долгорочно да се ориентираме кон подолгорочни стратегии за создавање на нови туристички продукти, нови туристички сместувачки капацитети во рурални средини, како што се семејните бизниси, а тоа може да се постигне само со создавање на услови на централно ниво на властите, како и директно вклучување на локалните власти за создавање услови и иницијативи за такви мали бизниси. На тој начин ќе ги вклучиме возрастните лица,
во руралните средини, кои што на некој начин се со помалку можности, а ќе може да ја најдат своето вклучување во туристичката понуда. Сакала да ве запрашам околу потребата на македонските граѓани да летуваат на вакви места за кои што зборуваме. Би можела да заклучам дека сакаат да летуваат само на езеро, односно се вклучува најчесто езерскиот туризам Охрид, Преспа и Дојран, а ретко кој сака да отиде и да посети некое рурално место. Дали мислите дека тука како причина можеме да ги наведеме и лошата патна инфраструктура? Во најголема мера причината за неразвиени рурални средини кои што имаат потенцијал, кои што имаат традиционална архитектура, чиста животна средина, се должи на лошата тешка инфраструктура во земјата, по-конкретно патна инфраструктура и достапност до одредени места или рурални средини, како и недоволно современи услови како депонии, канализации, водоводи и сето тоа, влијае да малите иницијативи или приватните иницијативи не се реализираат и да немаме соодветна туристичка понуда. Затоа сметам дека поучени со проблемите кои што произлегува од оваа пандемија, треба посериозно и подолгорочно да планираме кон создавање на таква туристичка понуда. Можам да набројам одредени места кои што може да бидат туристичка понуда и потенцијал, тоа се планините и планинарските куќи или планинарските домови. За несреќа во минатото имавме повеќе функционални планинарски домови од кои што имаме сега. Тоа се должи на несоодветната политика за стимулирање на ваков тип на туристичка понуда, а знаеме што се може да понуди од алтернативните форми на туристичка понуда планината и природата, што значи дека мораме во иднина да создаваме услови за овој вид на туристичка понуда. Господин Сабиновски, вие функционирате веќе 10-та година како асоциација за алтернативен туризам и јас исто така сум имала можност во повеќе наврати да ја следам вашата работа и можам да забележам дека овие забелешки кои што сега ги зборуваме постоеле и во минатото. Во Македонија се сменија две влади, дали и едната и другата досега немаа слух за решавање на овие проблеми во алтернативниот туризам? Одговорно можам да кажам дека пристапот на било која досега структура во политиката не е соодветен на потребите на туризмот. Сметам дека има одредени иницијативи, меѓутоа не се доволни. Тие се повеќе за промоција на Македонија, дадоа одреден ефект, како што се добра кампања и субвенции на одредени таргетирани земји кои што успеа да ја продолжат сезоната, да речеме, во Охрид и во одредени дестинации, но сериозно не се зафати ни една влада до сега за стимулирање на овој вид на макросектори како што е културниот туризам, руралниот туризам и природниот туризам. Културниот туризам е еден од големите потенцијали кој што не е искористен. Во Македонија имаме над 4000 археолошки локалитети кои што ако се стават во функција ќе бидат доволно за развој на туризмот, меѓутоа не е соодветно третиран и не е соодветно стимулиран за да се развива. А културниот туризам, за разлика од туристичката понуда на Македонија, која што е воглавном сезонска и во езерската понуда и планинската понуда, културниот туризам и овие други видови на алтернативни форми може да се практикуваат во текот на целата година, не зависат од сезоната, што значи ние стратешки треба да делуваме за создавање на нова и поголема туристичка понуда од алтернативните форми на туризам. И уште едно прашање пред самиот крај, бидејќи веќе летната сезона и туристичката сезона е пред самиот праг, немаме многу време за овие останати форми на реализација на алтернативниот туризам, меѓутоа имаме ли можност да искористиме барем нешто од капацитетите и една порака од вас до нашите гледачи? Секако дека луѓето имаат потреба од враќање кон природата, кон традицијата и кон благодетите што ги нуди мирот и спокојот, а во овие услови на криза таа потреба ќе биде уште поголема. Враќањето кон природата и природните погодности што ги нуди и сметам дека неминовно луѓето ќе се ориентираат кон домашниот туризам и посета на вакви места кои што нудат спокој, мир и задоволства. Може ли да ни препорачате барем некоја?
како региони можеме Малешевскиот регион е еден од поубавите кој што има изворена клима, изворена природни погодности, потоа сите планини во Македонија, Пелистер, Маврово, Попова, Шапка не е доволно искористена. За среќа сега веќе доаѓаме до ситуација да биде прогласена за национален парк кој што на некој начин ќе заштити ерозијата на оваа планина која што е една од најубавите во југоисточна Европа, ама не е доволно искористена. Сакам да кажам дека луѓето ќе се ориентираат кон домашниот туризам, но тоа треба да ни биде сега поттик понатаму да ги создаваме условите и да поттикнуваме развој на домашниот туризам и инициирање на мали семејни бизниси, вработување и самовработување. Ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Јас се надевам дека успеавме да ги заинтересираме граѓаните и да ја пробудиме нивната желба да посетат некоја од овие места кои што ги споменавме. Секогаш има место за повеќе и повеќе иницијативи и идеализација на иницијативите и се надеваме дека овие апели ќе стигнат до соодветните власти кои што треба да го третираат туризмот малку повеќе отколку досега. Ние сугерираме дека е потребна стратегија и потребно е мало министерство за туризам кој што посериозно ќе се зафати со оваа област, која што може да биде многу значајна за економските придобивки на земја. Благодарам. А ние се одјавуваме од тука, од градскиот парк, со уште една порака еве од мене. Ни следуваат убави сончеви летни денови. Искористете го убавото време и прошетајте Македонија.